Ќе поскапи ли јагнешкото за Великден, се прашуваат сточарите од една, и како да поскапи и колку да поскапи се прашуваат граѓаните од друга страна. Дилемата е дали едните и другите се во право или едните и другите не се во право. Зимава јагнињата на сточарите, трговците им ги откупија по 220 до 230 денари за килограм жива мера и ги извезоа. Во меѓувреме, во домашните месарници во некои градови јагнешкото месо достигна цена од 800 денари за килограм. Разликата е без малку 600 денари. Поради таквите состојби на пазарот реагираат сточарите, реагираат и купувачите. Првите велат дека не можат да се ги покријат трошоците, вторите дека не можат да купат јагнешко бидејќи со минимална плата цената од 800 денари е недостижна. Во уште понеповолна положба се пензионерите. Еден пензионер со пензија од 13.000 денари може да купи 15 на килограми јагнешко. Јагнешко не се купи, не баш лето купи. Не како да го скапо, колку е ово? А ја мислам и 900 да не е случајно, а не 800. Многу е скапо, дека иако земе спанај да јадеме добре. Не бе, нема шанси кој јагнешко. Не бе, дека со 12 луѓе пензија шо. Некој да има пари и да сака и да купи јагне тешко да најде, бидејќи државата им ги врза рацете на сточарите. Бидејќи субвенции може да добијат само за јагниња, предадени во кланица. За тие јагниња што се продадени на слободен пазар, субвенции ќе нема. На тој начин и варијантата да се дојде до јагнешко за поевтина цена пропаѓа.